Во интервјуто за турската новинска агенција Анадолија велите дека по поразот на Русија ќе се забрзаат евроатлантските процеси на Балканот. На што се темелат овие ваши ставови, односно кои се показателите за ваквиот став? Русија долго време имаше јасно искажана заложба да ги стопира евроатлантските аспирации на државите од Западен Балкан. Русија е веќе политички поразена во конфликтот и нивната агресија врз Украина. Поразена е прво затоа што не успеа да постави своја влада во Киев. Второ е поразена политички затоа што се обиде западниот блок и во Европа да направи раздор по прашањето Украина, што не се случи, напротив. Видовме дека Европска унија заедно со партнерите САД и Велика Британија имаше јасен став и изрекоа сериозни санкции кон Русија. И третиот политички пораз е, они се обидоа да направат проблем на Западниот Балкан, кој не успеа да направат проблем во дворот на Европа, со тоа што ќе направеа одредена дестабилизација, тие планови пропаднаа. Гледаме дека и Северна Македонија и Албанија ги почнаа преговорите за Европската унија. Босна и Херцеговина влезе во МАП, планот за членството во НАТО. Во очекување сме и да Косово, после подпишувањето на договор за стабилизација и асоциација за членството во Европска унија, добие визна либерализација, што јасно покажува дека Западниот Балкан е повторно на траките на евроатлантските интеграции. Во војниот дел гледаме дека Русија, како што рековме, прво не успеа да влезе во Киев и да постави своја влада, а во оние делови кои се окупирани од страна на Русија, гледаме дека украинската армија веќе добро напредува. Ја не сум воен аналитичар, но не треба да се биде многу паметен да се види дека руската војска во Украина, каде што има окупирано територија, е во едно големо расуло и дека украинската армија брзо напредува кон границите на Русија. Впрочем, и вчерашното излагање на Путин на оваа тема покажува дека тој е во една паника и со неговата мобилизација, со неговиот указ за мобилизација на преку 300.000 војници и неговите закани за употреба на нуклеарно оружје го покажува целиот пораз на Русија во плановите кои ги има со почетокот на агресијата врз Украина. Со тоа, Западниот Балкан ќе биде одсечен од Русија и негативното влијание кое го има и повторно се враќа на оптимизмот и евроатлантските интеграции. Дали е возможно воопшто да се анулира руското влијание на територија на Балканот, со оглед на тоа дека дури и пред да започне руската агресија врз Украина, самото наше поднебје, балканско поднебје, па со тоа и Северна Македонија, беше цел на хибридни напади на некој начин. Пред се на руско влијание, користејќи пропагандната машинерија, а сега со текот на времето и како се одвиваат војните дејства на терен, така се засилуваат и хибридните напади. Прашањето е како вие ги оценувате досегашните руски хибридни напади и на Балканот и во Северна Македонија и која е штетата што всушност ја трпиме ние овде? Руското влијание на Западниот Балкан се забележува некаде од 2008 година. Една од теориите е дека Македонија во 2008 година, кога не влезе во НАТО како членка на самитот во Букурешт, дека всушност грчкото вето било руско вето. Тоа е една од теориите. Но влијанието Русија на Западен Балкан го враќа некаде после нивната агресија врз Грузија, која се поклопува некаде во 2008 година и од тогаш до денеска има сериозни напори да се сопрат евроатлантските интеграции на државите од Западен Балкан, да се наруши довербата во демократијата како процес, во институциите и да се сопрат реформите кои дополнително ги демократизираат овие општества кои се во една транзицијска
ситуација, нели, од еден поранешен систем, сакаат да станат функционални демократии и сакаат да станат членки државите на ЕУ и на НАТО. После овој пораз кој е евидентен на Русија, се очекува дека Русија ќе нема енергија повторно да во дворот на Европската унија прави конфликти и дека со тоа ќе престане порастот на национализмот и дека повторно енергијата ќе биде свртена кон реформите и кон убрзување на интеграцијските процеси на Западен Балкан, без разлика дали е тоа во НАТО или во Европската унија. Што треба не преземаат македонските институции, граѓанското општество, па и медиумите за да се справат со руското влијание, со оглед на тоа дека посебно на социјалните мрежи се одличен, имаат одличен потенцијал за ширење и на пропаганда и на дезинформација и на се она што може негативно да влијае во креирање на јавното мислење кај нас. Овде, како видиме од еден друг агол, демократиите се поранливи општества од авторитарните режими или целосните режими, затоа што во демократијата има правила кои важат еднакво за сите, и за политичарите и за граѓаните. И втора работа, во демократските општества има слобода на говор, слобода на размислување и така натаму, додека во авторитарните режими или целосните режими имате еден став кој не преза од правила, закони, устави и така натаму. Значи, одговорот кон ова мора да е комплексен. Прво, враќање на доверба во демократијата и во демократските процеси. Тоа се прави така што државите стануваат уште повеќе транспарентни, уште повеќе привржани кон демократијата и демократските процеси, кон владењето на правото. Она што е една од карактеристиките на хибридните напади, тоа се лажните вести, подигнувањето на етнички и националистички тензии. Одговор на тоа е повторно повеќе вистина, повеќе транспарентност и казнување на говорот на омраза, што нешто многу му фали и на македонското општество, но и на општествата во Западниот Балкан. Третата работа е борбата против корупција. Корупцијата е детектирана како еден од моментите преку кои се корумпираат и политичарите и разните столбови на општеството за да се намали влијанието на довербата во демократските процеси. И јас да имам поголемо влијание, јас би бил доста повеќе и внимателен на сите инвестиции кои доаѓаат од Русија и од Кина. Во ред, тогаш каков, да се надоврзам на исто прашање, кои аспекти или кои активности ги презема конкретно граѓанското општество и да речеме медиумите, затоа што гледаме дека и медиумите, независно од тоа каде имаат, да речеме, начин на финансирање, така и водат уредувачката политика. Како да се препознае што треба, а што не треба да се чита, што е всушност руско влијание и пропаганда, лажни вести, а што е всушност вистинска информација. Бидејќи на крајот на краишта на денот тие се тие кои што го и креираат јавното мислење. Медиумската писменост, подигнувањето на свеста за медиумската писменост не е борба на краток рок и таа нашето општество од овој стадиум ќе треба да ги постави своите цели на среден и на долг рок. Тоа е едната димензија, но ја мислам дека ние како општество сме зрели за уште една сериозна голема кампања која ќе ни ги покаже вредностите на демократијата како процес, но и вредностите на нашето членство во НАТО и нашите аспирации зошто ние сакаме да станеме членка на Европската унија. Од 2008 година ние имаме константен пад, меѓу другото благодарение на дел од медиумите, не на сите медиуми, не благодарение на дел од медиумите кои се обидуваат да направат перцепција дека вредностите за кои ние се залагаме, демократија, Европска унија и НАТО, не се нешто што нас не треба како општество. Јас
мислам дека нашето општество е зрело за една сериозна кампања и како граѓанско општество, но јас тука не би ги исклучил дури ни политичките партии, сите оние кои се ориентирани за повеќе демократија, што побрзо членство во Европската унија и сите оние кои се залагаат за членството во НАТО да направат една заедничка кампања, да ги сопротивставиме аргументите и бенефитите кои нашата држава ги има од овие вредности за кои се залагаме. Дали ние како држава, еви она каква што ние политичката структура и слика што ја имаме во моментот, ги имаме тие капацитети да истераме, да речеме, една ваква кампања, со оглед на тоа каква опозиција имаме, какви профили на политичари имаме кои што и ја поддржуваат руската агресија и тоа отворено, да речеме, како да се избориме против тоа и да направиме една кампања која што навистина ќе има огромно влијание и позитивно влијание за во насока на почитување на европските вредности, меѓутоа и огромна поддршка на евроатлантскиот процес. Во едно од постарите интервјуа јас кажав дека во Македонија општеството е поделено, вистинска поделба има само по една основа, дали сме за про-ЕУ и про-НАТО или сме против тоа, сите овие други поделби етнички, верски, политички паѓаат во вода. Некогаш во оваа држава, кога стануваше независна и кога се усвојува стратешките документи и стратешките цели на државата, поддршката за членство во НАТО и во Европската унија, кога го немаше ова руско и хибридно влијание, беше над 90%. И за НАТО и за Европската унија. Денеска се тие паднати под 70%, 60 и нешто посто. И тенденцијата е константно кон опаѓање, но тоа не значи дека немаме капацитети и во овој момент мнозинството граѓани во Република Северна Македонија се и за НАТО и за ЕУ и тој потенцијал ќе треба да се искористи во една таква кампања, се со цел за повторно да ги реафирмираме позитивните вредности од сите овие политички и демократски процеси. Дури ако има потреба да се објасни на еден едноставен начин што подразбира тоа, за да не биде нели онака апстрактно во главите во главата на обичниот граѓанин. Со оглед на реториката, ајде да речеме, која се практикува од нашиве политичари. За крај, може ли да ни наброите 3 најочигледни примери за руско мешање во земјава? Има безброј. Ке се обидам да набројам 3. Првото е, се сеќавам некаде 2014 година, Лавров, министер за надворешни работи на Русија, излезе со една изјава дека влегувањето на Црна Гора, тогаш Црна Гора уште не беше членка во НАТО, значи на Црна Гора, Македонија и на Босна и Херцеговина во НАТО е непријателски чин кон Русија. И тоа беше една сериозна закана и еден обид да се проминат политичките и не само политичките, дури институционалните документи во сите овие 3 држави говореа дека сите овие 3 држави сакаат да станат членки на Европската унија и на НАТО. И тоа беше еден обид да се спречи таа политичка волја, да ние избереме каде сакаме да се движиме како држава. Вториот, ми паѓа на памет, пример е кога после изборите во 2016 година се конституираше собранието и се направи едно ново мнозинство во нашиот парламент и се сеќавате на онаа криза која беше во нашиот парламент, која кулминираше со оној 27 април и упадот и нападот врз пратениците во собранието, каде што за малку, да речеме, господинот Зијадин Селак го изгубеше животот, тој беа нападнати и други пратеници. Ако ги видите соопштенијата на руската амбасада овдека во тој период и Министерството за надворешни работи на Русија, вие ќе видите дека они дава целосна поддршка, има преку 3 соопштенија сигурно, на политиките на Груевски, кои во тој момент беа јасен показател на суспендирање на демократијата и на волјата на мнозинството пратеници и врз основа на разни митови, разен национализам и разни лажни вести. Тие дадоа една сериозна поддршка на политиката тогаш на Груевски во неговиот обид да
да стопира трансфер на власта. Знаете дека тоа кулминираше со 27 април, а еве третото, последното е пред некој ден читавме едно истражување на еден угледен хрватски весник во кој се зборува дека Русија до 2014-15 година финансирала политичари во Европа и на Западниот Балкан кои работеле во корист на руските политики, а наспроти стратешките интереси на државите. Тоа се три примери кои во моментов ми паднаа, веројатно има и повеќе. Кој е најаклетантен пример за тоа како сега во моментот се шири руското влијание овде? Или да речеме кој е пример за тоа како имаме отворена поддршка и отколку скриена? Релативизирањето на руската агресија врз Украина за мене во моментот е најеклатантен пример. Без разлика дали доаѓа од разни интелектуалци, тоест квази интелектуалци, или дали доаѓа од политички партии кои се влијателни, кои се дел во нашето собрание. Од оваа гледна точка, сега како граѓани, не само како политичар, јас сум многу задоволен затоа што ние имавме председател на држава, премиер и министер за надворешни работи, кои со своите изјави нашата заедничка држава, Северна Македонија, ја ставија на страната на цивилизацијските вредности. И тоа е едно задоволство, но гледаме дека во опозицијата, посебно во две партии, ВМРО-ДПМН и во Левица, отсуствува делот на јасна осуда на руската агресија врз Украина и јасна осуда на политиките на Путин. Ти благодарам. Ви благодарам на вас.